Секоја животна неприлика со себе носи одредена прилика. Прилика да научиме нешто повеќе за себе, за светот во кој живееме, за другите луѓе и најважно од се прилика да научиме нешто повеќе за Бог. Минатиот пат кога проповедав, кога имавме богослужба со физичко присуство, размислувавме за две прилики кои ги имаме во секоја неприлика. Но, да не правам преглед на таа проповед, линкот на таа проповед ќе ви го оставам во описот на ова видео, ако сакате слушнете. Денес продолжуваме да размислуваме на оваа тема и на тоа кои се некои од приликите кои ги имаме тогаш кога ние или пак некој наш ближен се соочува со некаква животна неприлика. Реалноста е дека не можеме да ги избегнеме животните неприлики. Живееме во свет кој е полн со луѓе како мене и како тебе, односно грешни луѓе, и свет кој на некој начин е под проклетството на гревот. И тоа неминовно значи дека ќе се соочуваме со непосакувани ситуации во животот. Ситуации за кои во оваа проповед ќе го користиме зборот неприлика, односно неприлики. И некој од вас можеби моментално се соочува со некаква животна неприлика. Сите вие знаете што значи да се најдете во неприлика во животот и за жал, секој од нас ќе се најде во одредена неприлика во животот и во еднина. Од тоа нема бегање. Но кога ќе се најдеме во таква ситуација во животот, во некоја неприлика, ние всушност имаме три опции. Првата е да останеме исти како што сме биле претходно, втората е да станеме полоши од претходно и третата, колку и да изгледа тешко и невозможно, е со Божја помош и со Божјо водство да научиме нешто додека се наоѓаме во таа неприлика, да пораснеме духовно, да созрееме и така натаму. И верувам дека токму тоа е светописното учење во однос на овие непосакувани ситуации во животот. Дека тие неприлики со себе носат одредена прилика. Библијата не ни остава опција дека можеме да живееме живот без неприлики. Но, Библијата ни дава опција таквите ситуации, без разлика дали не се случуваат нас директно или пак можеби на некој ближен, тие ситуации да ни служат за наша духовна изградба. И сега, кога размислуваме за тоа како неприликите се прилика да научиме да речеме нешто повеќе за Бог, сакам да размислуваме за пророкот Илија. И пророкот Илија од Стариот Завет е познат по многу нешта, но особено по тоа што се вели во Стариот Завет пишува дека во негово време имало голема суша во Израел, тој ја најавил самата суша, а и по тоа што во една прилика му се помолил на Бог, побарал од Бог да падне оган од небо и токму тоа се случило. Но оганот од небо ќе го ставиме за некој друг пат. Овој пат зборуваме за сушата во Израел и како Бог действувал во животот на пророкот во тој период. Всушност, првото нешто што го знаеме за пророкот Илија е дека тој отишол кај царот Ахав да му ја најави сушата. И потоа, по заповед на Бог, отишол да живее покрај некој поток, каде Бог се грижал за неговата храна, верували или не, преку птици. Но, писателот на книгата Прва цареви, каде опиша неговиот живот, вели дека по некое време потокот каде што живеел Илија пресушил затоа што немало дожд на земјата. Пророкот Илија, човекот кој му бил послушен на Бог во се, одеднаш се нашол во неприлика. Тој не знал како ќе преживе, не знал кои се следните чекори и од каде ќе се снабди со храна. Да видиме што вика библискиот текст. По известно време потокот пресуши, бидејќи немаше дожд по целата земја. Тогаш Господ му рече: "Стани, оди во Сарепта, кај Сидон, и остани таму. Јас се заповедав таму на една жена вдовица да те храни." И тој стана, поотиде во Сарепта, кога дојде кај градските порти, ете, таму една вдовица жена собира дрва. Тој се обрати и рече: "Донеси ми малку вода во сад да пијам." Таа отиде за да земе, а тој повика по неј и рече: "Донеси ми враце и парче леп." Таа му одговори: "Ти се колнам во живиот Господ, нема ништо печено, туку имам само грст брашно во ноквите и малку масло во масларникот. И ете, јас ќе собрам 2-3 дрвца, ќе отидам и ќе го приготвам тоа за себе и за синот свој. Ќе го изедеме тоа и ќе умреме." А Илија и рече: "Не плаши се, оди направи го тоа што го рече, но најнапред направи од тоа мала пресна питка за мене и донеси ми, а за себе и за синот свој ќе направиш после, зашто вака вели Господ Бог Израелов: брашното во ноквите нема да сврши и маслото во масларникот нема да се намали до оној ден во кој Господ ќе даде дожд на земјата."
Таа отиде и направи така како што и рече Илија, и таа се хранеше, и тој и синот нејзин извесно време. Брашното во ноќбите не се свршуваше, и маслото во масларникот не се намалуваше, според словото на Господ што тој го изрече преку Илија. Некои од вас можеби моментално во животот се наоѓаат во таква ситуација, во некоја неприлика. А ако не, прилично сум сигурен дека ќе дојде период во животот во кој ќе се најдете пред некоја неизвестност. Тоа му се случува на Илија. Ќе се најдете во ситуација во која што имате недостаток од нешто, ситуација во која што не знаете што е следно во животот, или пак ситуација во која што не знаете во која насока понатаму ќе ви се движи животот. И секој од нас ќе се соочи со така наречен пресушен поток. Без разлика дали станува збор за финансии, за здравје, за емоции, за пријателство, некој пат можеби за работна позиција и така натаму. Илија се соочил со еден вид на загуба и со неизвестност. И никој од нас не се радува тогаш кога се соочуваме со неизвестност во животот. Но неизвестноста и недостатокот на она што ни е познато во животот, иако се животни неприлики, сепак со себе носат одредена прилика. Кога ќе се соочиме со пресушен извор во животот, ќе мора да донесеме одлука. Дали ќе му се лутиме на Бог, или пак ќе му веруваме дека Бог е се уште на наша страна и дека ќе се грижи за нас. И токму тоа е приликата во неприликата за секој еден од нас тогаш кога ќе се соочиме со пресушен извор во животот. Таквите неприлики се добра околност во која нашата вера може да расте. Знам дека ние би сакале нашата вера да расте тогаш кога се ни е добро, тогаш кога има изобилство вода во потокот. Но верата вистински се испитува и верата вистински може да расте тогаш кога се соочуваме со промена, со неизвестност, па дури и со одреден вид на загуба. Не велам дека ваквите ситуации се добри, таман работа далеку се од добри, но она што го велам, она што Библијата го вели е дека нешто добро може да произлезе дури и од тие околности. И Бог му прозборил на Илија и му кажал да оди во место наречено Сарепта. И дека таму има вдовица која што ќе се грижи за него. И во останатиот дел од 17-та глава читаме дека токму тоа и се случило. Во неприликата во која што се нашол, Илија прво имал можност, имал прилика на некој начин да му верува на Бог тогаш кога не знаел што е следно и тогаш кога се соочувал со непознатото и со неизвестноста. И потоа, кога одлучил да му верува на Бог, следната прилика која што имал Илија е да види како Бог се грижи за него на еден необичен, неочекуван начин. За пророкот неприликата била прилика и можност за две многу важни нешта. Прво, неговата вера во Бог да се зацврсти и второ, неговото искуство со Бог да се продлабочи. И токму тоа е библиското учење. Тоа е она што го гледаме во животот на Илија и верувам дека тоа е она кој што секој од нас може да го искуси. Кога му веруваме на Бог, тогаш кога се соочуваме со непознатото, со недостатокот, со некаква загуба, Бог ќе ни покаже дека не е дигнал раце од нас и дека се уште активно вклучен во нашиот живот и во нашето секојдневие. Токму таква прилика ни нуди секоја неприлика во животот. Нашата вера во Бог да расте, но и нашето познавање и искуство со Бог да се продлабочуваат. И јас не знам која е неприликата со која ти моментално се соочуваш во животот. Не знам кој е потокот кој е пресушен во твојот живот, но врз основа на библиското учење, врз основа на овој пример со Илија, знам дека колку и да не ни се допаѓаат животните неприлики, а не ни се допаѓаат, сепак тие може да бидат плодна почва на која нашата вера и нашата надеж во Бог може да растат. Пресушениот поток е неприлика која со себе носи важна прилика. Прилика да го спознаеме Бог на начин на кој што никој пат претходно не сме го знаеле. Дали ќе искористиме таа прилика, зависи од тоа како реагираме на целата ситуација. Втора прилика, во секоја неприлика. Една од најлудите изјави во Новиот Завет е она на апостолот Павле, каде што пишува дека се радува тогаш кога минува низ неволи. Значи, тоа е малку чудно. Мислам, апостол Павле кажал некои многу чудни работи кои што навидно се чудни, но сепак се доста длабоки и доста духовни. И таа е она изјава за која што сакам да размислуваме овој пат. Тамо каде што апостолот Павле во посланието до Римјаните 5 глава од 3 до 6 стих го пишува следново.
Се фалиме и во неволите, знаејќи дека неволјата раѓа трпение, трпението раѓа искуство, а искуството раѓа надеж. А надежта пак не разочарува. Многу ми се допаѓа динамичниот превод кој што овој стих го преведува вака. Ние ја гледаме светлата страна и кога поднесуваме неволи. Со други зборови, Павле како да сака да им каже на христијаните во Рим, а и нас денес, нели се разбира, кога е тешко во животот, не се само сожалуваме, туку се обидуваме да сватиме што е тоа што можеме да го научиме тогаш кога минуваме дури и низ неволи. Или во контекст на денешната тема на проповета, апостолот Павле како да сака да каже, дури и во неприликите гледаме прилика да пораснеме. Да пораснеме во трпеливоста, во цврстината на карактерот и во надежта. Она што се разбира треба да го имаме на уме дека кога пишувал за неволи, апостолот Павле првенствено пишувал, нели се разбира, во тој нивни контекст, односно за страдањата поради христијанската вера кои верниците во првиот век ги доживувале. Значи, они доживувале прогонство. Но, убеден сум дека ова има примена за било каква неволја со која се соочуваме во животот. Кој пробал знае дека неволите во животот имаат потенцијал во нас да предизвикаат зрелост. Исто така, она што треба да го имаме на уме, дека неволите не произведуваат трпение, цврст карактер и силна надеж по автоматизам. Дали духовно ќе пораснеме во време на неприлики, повторно зависи од начинот на кој ние реагираме на тие неприлики. Знаете како велат за јајцето и компирот. Ако ги ставите и двете во топла вода, јајцето ќе стврне на некој начин, а компирот ќе омекне. И тоа што со нас. Дали ќе пораснеме или не, зависи од тоа како реагираме на околностите, на тоа што ни се случува. И сакам да бидеме најасно дека тука не стана збор за некои психолошки трикови. Ова е библиска реалност, која доколку ја прифатиме, ќе ја прифатиме за наша корист, а ако ја отфрлиме, ќе отфрлиме за наша штета. Она што апостолот Павле верувам дека сака да го направи е да го во овие стихови да го насочи нашето внимание на оние нешта кои навистина се важни. Кога се соочуваме со некакви неприлики во животот, не секогаш, ама најчесто за жал, нашето внимание е насочено кон тоа што се случува околу нас, кон тоа што ни се случува на нас. Но, во овие стихови, од посланието до римјаните, апостолот Павле како да сака да ни каже, насочете го вниманието на тоа што Бог го прави може, односно да го направи во вас, а не на тоа што се случува околу вас. И таквата перспектива кон неприликите во животот ни нуди прилика за духовен раст. Павле, како и Јаков во неговото послание, не вели дека му е мило за тоа што минува низ неволи во животот. Значи, неговата радост не е во самата неволја, туку во тоа што Бог може да направи во него преку неволите. Односно преку неприликите со кои што се соочува во животот. Знаете, ние денес знаеме да кажеме дека апостолот Павле бил еден од највлијателните луѓе во историјата на човештвото и тоа навистина е така дека бил зрел и цврст во неговата вера во Христос. Но кога би имале можност да го прашаме Павле која е тајната, како стигнал до таа зрелост и до таа цврстина, сигурен сум дека покрај другото тој би кажал дека Бог преку неволите ги произвел овие духовни квалитети во неговиот живот. Во овие стихови од посланието до римјаните, апостолот Павле не потсетува дека дури и тогаш кога минуваме низ неволи, Бог преку нив, преку тие неволи, преку тие неприлики, може да произведе нешто добро и корисно во нашиот карактер. И тоа е една од приликите кои ги имаме секој пат кога се соочуваме со животни неприлики. Но што е со ситуациите кога ние не се наоѓаме во некаква неприлика, туку некој кој го познаваме, некој наш ближен, некој наш пријател, член од семејството или пак можеби од црквата, се наоѓаат во некаква неприлика. Библијата вели дека и таквите околности носат со себе одредена прилика за нас кои не сме директно и лично засегнати во целата ситуација. Во второто послание до Коринќаните, апостолот Павле пишува за покрај другото, пишува за многу работи, но пишува и за материјалните потреби кои ги имале христијаните во Ерусалим. Тие минувале низ прогонства, изгубиле голем дел од својот имот и од своите пари, им биле потребни пари за да преживеат. И при сето тоа, Павле од црквата во Корин бара да биде дарежлива и да им помогне во неприликата во која се нашле христијаните од Ерусалим.
и за да ги поттикне кон дарежливост, апостолот Павле ни дава пример, пишувајќи за црквата во Македонија. И Павле вели за црквата во Македонија дека била многу дарежлива до таа мера што дале дури поише од своите можности. Еве што пишува во текстот. Браќа, ви известувам за благодата Божја дадена на македонските цркви, дека и покрај големото испитување во маката, нивната радост беше изобилна и покрај нивната длабока сиромаштија покажаа големо богатство во нивната дарежливост, зашто според нивните можности, па дури и преку нивните можности, јас сум сведок дека тие дава доброволно. Не молеа многу усрдно да го примиме нивниот дар и учеството во прислужувањето на светиите. И тоа не како што се надевавме, туку тие најнапред сами себе му се предадоа на Господ, а потоа и нам по волјата Божја. Христијаните во Ерусалим се наоѓале во одредена неприлика. Тие имале потреба од материјални средства за да преживеат. Црквата Македонија, од друга страна, видела прилика во таа неприлика, односно сватиле дека целата таа ситуација, потребата на нивните браќа во Ерусалим и сестри во Ерусалим, е добра прилика за тие да научат да бидат дарежливи и да им помогнат на оние кои се во потреба. И тука доаѓаме до една важна прилика во неприлика, со која се соочуваме секогаш кога некој околу нас ќе има некаква потреба. Се разбира, никој од нас не би сакал другите луѓето околу нас да се најдат во некаква потреба, но реалноста е поинаква. Реалноста е дека некогаш и ние, ама некогаш и оние кои што ни се ближни, дел од нашиот живот, ќе имаат одредена материјална потреба која што треба да се исполни. Некогаш може би станува збор за луѓе кои што воопшто не ги познаваме, ама се нашли на нашиот животен пат, им е потребна помош. И во такви ситуации, често, сите ние знаеме да ги жалиме луѓето и да кажеме дека ни е многу криво што се наоѓаат во такви животни околности. И знаете, македонците во првиот век можеле да ги жалат нивните браќа и сестри по вера во Ерусалим, но тие одлучиле да отидат и чекор понатаму. Не само да кажат, нашите браќа и сестри христијани во Ерусалим се во тешка состојба, туку отишле чекор понатаму и најверојатно се запрашале што можеме ние да направиме за да им помогнеме. Знаете, чувствувањето жал за оние кои се во потреба од библиска гледна точка не е доволно. Да кажеме тој или таа личност има голема потреба, не е доволно. Библијата не повикува да одиме чекор понапред. И во таа неприлика во која се наоѓаат ближните, да видиме прилика за да бидеме дарежливи и да им помогнеме. Се разбира, целта на себе ова не е ние како помагачи да се чувствуваме подобро за себе. Туку целта на себе ова е да се согледаме дека тугите неприлики не се само ситуации кои треба да ги наблюдуваме, туку и ситуации во кои, се разбира, оноку колку што можеме, треба да интервенираме. И во крајна смисла токму тоа е суштината на христијанската вера. Затоа што кога ние бевме во така наречена духовна неприлика, кога бевме мртви поради своите гревови, Бог го прати својот син Исус Христос да умре на крстот, да воскресне и да не избави од духовната неприлика, ако може така да наречеме, во која се наоѓаме. Ние не можеме да ги спасиме другите од нивните гревови, од така наречената духовна неприлика во која се наоѓаат. Можеме само да ги упатиме на оној кој што може тоа да го направи за нас. Но ние може да го следиме примерот на нашиот Господ Исус Христос и да им помогнеме на оние кои имаат потреба тогаш кога можеме да помогнеме. Не викам дека христијаните и црквата треба да видат црвен крст, ама христијаните и црквата дефинитивно треба да го отсликуваат Христос, оној чие име го носат. И затоа во контекст на себе ова верувам дека она на што треба да размислиме, особено сега во време на пандемија, кога другите луѓе се болни од вирусот, можеби знаеме некој кој што е болен, или пак се тешко погодени од цела оваа ситуација, треба да се запрашаме има ли некој кој се наоѓа во неприлика и како таа неприлика е прилика за мене. Наместо да размислуваме, да викаме за тоа дека другите треба да интервенираат, да помогнат, дека државата треба тоа да го направи, треба, ама не го прави кој што треба. Подобро е можеби да видиме дали ние може да направиме нешто. Знаете, кога црквата во Македонија дознала за потребите на христијаните во Ерусалим, тие не рекле, ајде да се молиме некој да им помогне, туку помогнале толку колку што можеле. И некогаш неприликата во која другите ќе се најдат значи дека ќе им биде потребна материјална помош, како христијаните во Ерусалим. Некој пат можеби не е тоа. Некој пат можеби има потребна помош во форма на човечки ресурси.
Некој пат можеби ќе им биде потребен разговор или пак молитва затоа што тешко се справуваат со целата ситуација околу пандемијава или пак можеби некоја друга лична тешка околност во животот. Каква и да е потребата од помош, верувам дека библиското учење е токму тоа. На таквите ситуации да не гледаме само како на неприлики во кои се наоѓаат ближните, туку на прилики во кои Бог преку нас може да направи нешто во нивните животи. И ако го занемариме ова, дека Бог не повикува да им се најдеме на другите, ние занемаруваме еден суштински аспект од тоа што значи да се биде верник и што значи да се биде следбеник на Господ Исус Христос. И за крај, не велам дека секогаш ќе биде лесно. Нема да биде секој пат лесно да имаме ваква перспектива на неприликите во животот. Некој пат ќе бидеме во искушение да очајуваме да се само сожалуваме. Луѓето кои ме познаваат знаат дека и јас не сум реагирал на ваков библиски начин на сите неприлики во мојот живот. Така да немам намера да солам памет да се представам себе си како некој пример како да постапуваме, туку заедно да се поттикнеме кон овие нешта. Бидејќи ова е библиската насока кон која ние сме повикани да се стремиме. Нема секогаш да е лесно, но секогаш ќе се исплати доколку имаме ваков пристап кон неприликите во животот. И врз основа на овие стихови кои денес ги видовме, а и врз основа на многу други стихови од Библијата, верувам дека Божјата волја за нас е да сватиме дека иако не можеме да ги избегнеме неприликите во животот, она што може да го избегнеме е да останеме исти како и претходно, односно исти како и пред да се соочиме со неприликата. Неприликите во животот се прилика да го продлабочиме нашето искуство и нашето познавање на Бог. Тие се прилика да пораснеме и да созрееме во карактерот. Но кога другите се соочуваат во неприлика, неприликите се можност за нас да им помогнеме на оние кои што страдаат, на оние кои што имаат потреба. И нека Бог ни даде токму таков пристап кон ваквите ситуации во животот. Само тогаш ќе искористиме приликата која ни се нуди во секоја животна неприлика.